Благодарам, подпредседателе, почитуван заменик министер, почитувани колешки, колеги, почитувани граѓани. Зборуваме за еден навистина исклучително добар закон, закон кој што се однесува на една многу мала измена, која што значи многу за една посебна категорија на лица со попреченост, кој што морам да кажам дека во последните 4 години навистина се во центарот на вниманието на Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа и на владеачкото мнозинство. И морам да кажам дека навистина ми е чест што зборувам секогаш кога вака со посебно задоволство и посебни чувства кога зборувам за такви закони. Имено станува збор за предлог закон за изменување на Законот за социјална заштита во еден член, тоа е членот 76, во кој што се регулира кои се опфатени, кои лица со попреченост, од која возраст и кои се услугите кои што се даваат за лична асистенција на тие луѓе. Всушност, во изминатиот период, освен носење на Законот за спречување и заштита на дискриминација, го донесовме и Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, кој имам сознание дека веќе од денес почнува и да се имплементира, онака како што го донесовме, каде што жените со попреченост исто така се дополнително ранливи во делот на насилството. Исто така сега, во оваа пленарна, во оваа собраниска седница, ние зборуваме и за законското решение за лична асистенција, излегувајќи во пресред на граѓаните со попреченост, при тоа ја спуштаме возрастната граница од 18 на 6 годишна возраст. Во моментот во Министерството за труд и социјална политика се работи на меѓународна класификација на функционалноста, каде што попреченоста согласно конвенцијата не се дефинира како медицинска дијагноза, туку како човеково право. Во крајна фаза е подготовката на правилникот кој ќе ги адресира барањата врз основа на таа проценка дали се образовани социјално-здравствени потреби кои се, за да можат овие лица равноправно да учествуваат со останатите граѓани во општеството. Станува збор за измена во членот 76, кој што заради граѓаните сакам да го прочитам, бидејќи на вистина многу ретко вака јавно ние го упатуваме ова кон оние лица на кои што во моментот за законот се работи. Услугата, почитувани граѓани, посебно тие кои што имаат попреченост. Услугата лична асистенција опфаќа индивидуална помош и поддршка за лица од 18 сега по стариот закон до 65 годишна возраст со намален функционален капацитет со цел да се овозможи независно и самостојно живење, активно и равноправно учество во заедницата, како и вршење на секојдневните активности кои лица без попреченост вообичаено ги вршат без ничија друга асистенција. Личната асистенција вклучува помош и поддршка во вршење основни и инструментални активности од секојдневниот живот, помош и поддршка на работното место, образовни институции, центрите за рехабилитација, помош и поддршка во заедницата и други активности од интерес на лицата со попреченост до 80 часа месечно. Со исклучок од овој став, значи 2 на овој член, личната асистенција може да опфати дополнително 80 часа месечно за лице кое од резиденционално за згрижување преминува во живење во стамбен објект или со поддршка, а заради поголема потреба од помош и поддршка за независно и самостојно живење и вклучување во заедницата. Корисниците на услугата се лица со потешка и најтешка телесна попреченост и потполно слепи лица. Значи, почитувани граѓани, сега и децата од 6 годишна возраст со оваа измена што ја носиме во закон кој што оди по редовна постапка, ќе бидат вклучени, што значи дека и децата кои што се во системот на образование, а се со попреченост, ќе бидат корисници на ваква лична асистенција.
Со оваа измена се очекува, според анализите кои што се направени од Министерството за труд и социјална политика, 200 деца со попреченост да добијат лична асистенција и тоа, значи, ја кошта државата, но секоја пара дадена за било кој, посебно за лицата со попреченост, посебно за деца, кои што дополнително покрај своите, отежнат начин на живење заради попреченоста, всушност се вклучени и во процесот на образование, ова значи државата издвојува навистина за прави лица во право време. Според она што е дадено од анализата, 21 милиони 408 денари од буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година ќе бидат издвоени точно кога ќе стапи во сила оваа измена на законот, и тоа значи всушност едно навистина подобрување на законот за социјална заштита, кој што знаете беше донесен 2018 година и даваше исклучително многу подобрени услуги, не само материјални, туку и услуги на лицата кои што се од ранлива категорија, меѓутоа и лица посебно со попреченост. Не само финансиските средства, туку и услугите се вклучени тука. И посебно ќе се задржам во делот за оваа категорија за која што се врши измената, за децата кои што се од 6 години, а всушност тие се веќе и во процес на образование, се вклучуваат веќе и две, значи со силичната асистенција се вклучуваат и образовен асистент, што нормално значи доста поквалитетна можност, поквалитетен живот и можност за подобро живење на овие лица. Оно што навистина ме радува е тоа што ние сметам дека како општество почнуваме да бидеме свесни дека сите треба да живееме во рамноправни, фер услови на живење и дека треба точно наградиме општество еднакво за сите, да бидат вклучени сите луѓе. Во работата на Министерството за труд и социјална политика и законов кој што сега го дополнуваме, всушност и со закони кои што ги носевме од сферата на труд и социјала и во претходниот мандат, ние овозможивме многу дополнителни услуги покрај оваа лична асистенција, која што значи дополнителна додадена вредност во подобрување на животот на лицата со попреченост. Би напоменала дека имаме поддршка за вработување на лица со попреченост, вработување и раст на субјекти. Оваа година предвидуваме за такви лица и за лица кои што треба да ги вклучиме, да субвенционираме плати нешто повеќе од 513 милиони денари. Исто така, во однос на тоа, оперативен план имаме за вработување и програма за работа на лицата со попреченост, и тие се влезени во тој оперативен план. Имаме обука и вработување на лица за обезбедување на услуги за грижа на заедницата за лица со попреченост и лица со хронични болести во заедницата. И тука би сакала да напоменам, бидејќи е цело во ова некој си, да кажам, еден заеднички мозаик кој што значи подобар и поквалитетен живот на лицата со попреченост, невработените лица ќе посетуваат обуки што ќе траат 3 месеци и за тој период додека ги посетуваат ќе добиваат надоместок од 9.000 денари, додека обучувачите по 30.000 денари. Откако обуката ќе заврши, а лицата ќе се стекнат со соодветни вештини и знаења во наредните 10 месеци, тие ќе обезбедуваат грижа за лица со попреченост и за лица со хронични болести, а за тоа ќе добиваат надоместок од 30.780 денари. Со тоа ви кажувам дека, сакам да кажам дека и системски веќе се прави и во делот на обучување на лица кои што се невработени, кои што ќе бидат обучени да бидат лични асистенти на лицата со попреченост. Во секој случај, законот навистина се состои од 3 члена, во кој што ударно е тоа дека се во членот 76 зборовите децата лица од 18 се заменуваат со зборовите деца од 6 години и возрастни лица, иако
можеше да оди како закон по скратена постапка, Министерството за труд и социјала го пушти во редовна постапка, а ние на комисијата се договоривме да имаме едногласно и јавна расправа. О што мислам дека ќе ги слушниме најзасегнатите, па и стручњаците во оваа област и како пратеници ќе излеземе навистина со заеднички ставови и едногласно ќе го поддржиме конечното донесување на оваа измена. Ви благодарам. Благодарам. Реплика пратеничката Марија Петрушевска, повелете. Почитуван подпредседател, почитувани колешки и колеги, почитувана колешка. Најверојатно оваа моја реплика би било само едно дополнување или повеќе придонес во однос на вашата дискусија. Во рамките на ова време кое што ги имам како реплика, имено и самите кажавте, секогаш кога станува збор за законски решенија кои што треба да ги подобрат правата на различни таргет групи во Македонија, на различни групи на граѓани, навистина треба да работиме во однос на подобрување на постоечките законски решенија. Драго ми е што ова законско решение токму е и во таа насока на подобрување на лицата со попреченост и овозможување на нивна лична асистенција, каде што веќе сега се спушта таа граница. Ја би сакала само во рамките на законската, односно собраниската процедура да имаме можност да продискутираме малце повеќе во однос на опсегот кој што е опфатен, кој што го опфаќа ова законско решение, мислејќи на бројката која што е утврдена, имено да видиме на појасна анализа како истите се опфатени и како и со носењето на ова законско решение не би креирале можеби некој дополнително или би оставиле простор за дополнително неопфаќање на некоја група на лица со попреченост. Мислам дека е значајно да отвориме и таква една квалитетна дискусија или пак и да видиме во овие собраниски процедури можности и инструменти кои што ни стојат на располагање за овој текст кој што го имаме, кој што е навистина солиден, да го подобриме, се во насока на вистина да обезбедиме еден поголем степен на еднаквост и права на сите граѓани во Република Македонија, особено кога станува збор за една ваква навистина чувствителна таргет група на која што се однесува ова законско решение. Се надевам навистина дека ќе успееме и понатака уште повеќе да го подобриме ова законско решение. Истото ќе потенцирам, го поздравувам и драго ми е што барем имаме добра основа на која што би можела да работиме во овој период. Ви благодарам. Благодарам. Контра реплика пратеничката Жаклина Лазаревска, повелете. Колешке Марија, ти благодарам на репликата. Овие се и не се класични реплики и контрареплики, бидејќи се согласуваме дека е добра основа овој закон за дискусија. Јас на крајот од мојот говор кажав дека ние иницииравме заеднички да направиме една јавна расправа и мислам дека од тука треба да произлезат одредени заклучоци кои што на сите ќе ни овозможат да најдеме одредено решение кое што сметаме дека ќе биде додадена вредност и подобрување на текстот. Она што е многу важно, ако се гледа целиот текст, не сега зборувам на Законот за социјална заштита, добро е што се акцентирани во самиот закон дека имаме системски опфат и меѓусебно поврзување на различни ресори, различни министерства во кои што главна улога ја игра Министерството за труд и социјала и дека целиот овој процес треба да се спушти подолу со децентрализација и социјалните услуги да бидат на општинско ниво онака квалитетно како што треба спроведени. Јас сметам дека можеме да постигнеме добар компромис и добро решение за да бидеме сите задоволни. Ви благодарам. Благодарам.